Време за моето денешно гостување. Во студио имам една прекрасна дама, македонка, жена која што со посебна љубов зборува за оваа наша татковина и која своето слободно време го користи за пишување на навистина убави песни, секако посветени на нашата татковина. Славица Ристевска, добре ми дојдовте. Ни доаѓате од Прилеп. Да. Како е во Прилеп? Прилеп е преубаво. Град Херој, се гордееме со него. И секое капче е разбавено. Се восхитувам на мојот град. Така, се восхитувате на својот град, си ја сакате татковината и важите за жена патриот. Да. Зошто толку ја сакате Македонија? Па вака, кога би размислила, кога една мајка че го дава детето од браце, е љубов која останува вечно. Се заљубуваш во тоа мало. Значи, потомство на Македонија. А втората љубов е татковината, е Македонија. Нормално тука паѓа и сопругот, али зборувам за она љубов која е вечна. Значи, во детето се заљубуваш, вечно е, нема. Исто, јас и во татковината сум заљубена. Просто им се чудат. Навистина, да. Јас сум зборувала со многу, затоа што и нашата телевизија е еден медиум кој што особено си ја негува својата татковина и се што прави за неа. Меѓутоа, многу малку се веќе во ова динамично време луѓето кои што со ист жар како ваше зборуваат за својата татковина. Вие во вашето поблиско окружување, вашите блиски имате примери животни како се решиле тие да заминат од оваа држава, барајќи подобар живот. Сте имале многу прилики, но вие тоа никогаш не сте го направиле. Не можам да го направам. Јас и просто им се чудам. Мислам дека таму им студи. Такво ми е моето чувство. И кога дојде овде, не можам да ги сватам како може да обстојат. Едната сестра ми е Франција, другата е Германија, и братот замина Германија. Имам пријателка, веќе 7 година е Америка. Тагувам за незе. И таа е пајчаде за назад, али нема тргна таму и ќе се вратат. Ќе се вратат. Зошто сметате дека од овде нема поубаво? Од овде нема поубаво. Па има некој мир во Македонија. Мислам дека и воздухот е убав. Земјата е плодна, имаме дарови во Македонија. И баш имам многу поезија напишана за Македонија и за тие дарови. Како е кронисана со манастирите. Народот верува, исполнете со љубов. Можеш да почувствуваш топлина кај нив, а додека во диаспората што се претежно се окупирани од цел ден да работат, како да не комуницираат, немаат време да комуницираат меѓу себе и не се лесно говорни луѓе. Претежно чутат. А додека кај нас не ќе најдеме време и да се дружиме, и да сработиме, и да се смееме. Ако е моментално држава наша војна транзиција,
која е тргната на подобро, се облекува во ново руво. Од кога пишувате поезија? Па сето почна од кога се осамостоли Македонија, од кога како на новите што настапија владетели им се даде како кристална, топка, чиста Македонија. Со лошата приватизација да се потегни таа топка и да ја почувствува народот македонски. Сега, од тогаш почнав да пишувам. Бројте многу песни напишани, меѓутоа никогаш не е издадени во книга, но затоа сега сме пред прагот на еден интересен проект кој што го имате вие. Смислено, кој што ќе биде многу поинаков од сите оние поетски дела кои што излегуваат. Сакате да го направите тоа на еден сепак посуптилен начин, значи вашиот фантастичен глас кој што го имате да биде пренесен аудио, со убави, можеби и видео инсерти во позадина и навистина ќе биде нешто невидено до сега. Дали сите ваши дела ќе бидат во тоа CD или можеби ќе одвоите само нешто? CD-то што планирам да се изработи со видео спотови во позадина со убавините на Македонија. Сакам да биде со мојот изворен глас и срцето што зборува преточено со мојот глас. Отеко издадам книга, само ќе биде напишани стихови. И секој различни ќе ги прочита. Некој со дух, некој со така. Баш така. Многу мина знаеме да прочитаме некогаш нешто истрчано, да не биде доживеано како што треба, а ова CD кој што вие ќе го подготвувате немирно, но ќе биде да се почувствува малку подлабоко. Славица, вие сте една традиционална македонска жена. Жена која што знае во сезоните да ниже и тутун, жена која што екзистира со полна борба во животот, жена која што била жртва на таа приватизација во минатото, а сепак изгледате како дама. Се поедно. Или блазесимо на сопругот. Кажете ми еден таков животен пат. Дали ве ојача, дали ви донесе разочарувања, или само дополнително се изградите и како поетеса? Па постоела поетесата во мене. А за да бидеш поет, треба да бидеш емотивен, да сакаш, да љубиш едноставно. Се да сакаш едноставно. Тука зборува срцето, не зборува свеста, да речем. И разумот. Разумот. Тука зборува срцето. Значи, срцето зборува, раката пишува. А ја и на се приоѓам со љубов. И на тоа што го садам, кога садев јаготки, со љубов ги садев. Или, например, од ме гледам дека има род. Значи, или тутунот некој го сметаат за... Ја го сметам за бизнес. И за обстанок, например. Да работиш. Секоја работа те ојачува. А секој седење или... Празно че се чувствуваш така. Не е седо... Да се одмараш или било како... Да движиш. Така. Динамика, активност. Да. И борба за обстанок во ова денешно време, секако. Ајде да одбереме една убава песна за почеток. Би сакала да ве представам пред нашите гледачи малку одблизу, да видат кој е вашиот стил на изразување и како вие креирате кога ги имате тие инспирации кога ќе ги доживеете. Вела дека поетите знаат некогаш работејки, чистејки по дома или можеби во некоја одредена ситуација каде не е пригодно да се пишува, добиваат некоја инспирација и веднаш се паќаат за пенкалото. Дали така и кај вас? Кај мене, кога ќе слушам го вестите за Македонија, за името. А има премногу работа, пошто во мојата работилница спремам костюми, шијам. И кога ќе се качам горе на пауза да пијам кафе, или ќе се погода вести, така шприцот идеше на тоа, за името. И кога баравме нива да земиме, во тој период на приватизација, сите не беа обработени и беа исплетени со пиреј. И тоа ме разжалости да едно ден ја напишам
првата моја родена и се вика Македонија. Повелете. Благодаря. Која си ти, девојко, убава? Зар не знаеш? Јас сум Македонија. Косата ми е житото од Пелагонија. Очите ми се Преспанско и Охридско езеро. Образите ми се Тетовско јаболко. Танка и висока, бела и црвена. Јас сум библиска Македонија. Ангели мои, од небото дојдете да ме заштитите од паганите. Сакаат косата во какол да ми ја образнат. Очите ми ги бодат и жешки солзи леат, па почнуваат образите да ми темнеат. Од тежината на болката што ми ја нанесуваат, сакаат ставата да ми ја наведнат, името да ми го сотрат. Деновите ми се тешки, ама јас ке стојам достоинствено и исправена, затоа што сум Македонија, чиста, убава, трпелива, танка и висока, бела и црвена. Јас сум библиска Македонија. Навистина, одлично, полно емоции во оваа песна. Како бе вашиот став за нашето име? Да си биде Македонија. Секако тоа и се слушна во оваа песна. Колку сметате дека ние сме обични граѓани, многу далеко од сите оние владетели на ова општество наше. Кога вие би биле со некој чин, дали на вистина до крајот борбено и достоинствено би ја одбраниле Македонија со своето име и идентитет? Да, и за тоа пишувам поезија и за тоа сакав премногу мои пријателки, да речем мештери, кои најдеш му читам поезија и тие ме бодре да искажем да можат да слушнат. Ако дома тие слушат, само CD бараат и тие буквално ме, колку јас ја затворам и не морам од таа, пошто сум зафатена, шо велиш како и секоја жена македонка традиционално, си ги знае, да оди по патот и пак ќе ја отворам, пак ќе се навратам тука, па нешто ќе пишам, па не, љубовта е кон Македонија. Само таа е движечката сила. Делот крвта не е вода, тоа и навистина го докажа вашата внукичка, внука од вашата керка, која што исто така ваша песна, ми се чини Македонија, да. ја изрецитира на еден настан. На кој настан беше тоа и пред колку години? Мојата внука Марија изрецитира кога беше трето одделение, а само моментално е 8 одделение. И така незината наставничка, како што, мислам, е спремаше Бараковска спасија. Прво место доби исто зимото кога беше на зимовање. И таму е за најдобар рецитал. Одлично, може да ја погледнеме, нели? Да видиме како и таа оди по вашите стапки. Јас ти девојко убава, зар не знаеш? Јас сум Македонија. Косата ми е житото од Пелагонија. Очите ми се Преспанско и Охридско езеро. Образите ми се Тетовско јаболко. Танка и висока, бела и црвена. Јас сум библиска Македонија. Ангели мои, од небото дојдете да ме заштитите од паганите. Сакаат косата со какол да ми ја обраснат. Очите ми ги бодат, па жешки солзи леат. Од солзите образите ми темнеат. Од тежината на болката што ми ја нанесуваат. Сакаат ставата да ми ја наведнат, името да ми го сотрат. Деновите ми се тешки, но јас ке стојам достоинствено и исправена, затоа што сум Македонија, чиста, убава, трпелива, танка и висока, бела и црвена. Јас сум
библиска Македонија. Се поклонува права Македонија. Навистина, ова е она чиста искреност која и кога се кажува одредена туѓа стихотворба, повторно беше навистина многу искрено, по еден детски стил. Многу беа и убаво облечени. Велат кога еден уметник во себе го носи тој уметнички дух, а вие го имате како за пишување, а сега видов Бога ми и за креирање, тоа се исто така ваши дела, ваши креации и ваша обработка. Да. Пошто јас 37 години шијам, се занимавам и со моделарство. И така. Секаде кај што е уметноста, ви има и вас. Ајде да видиме уште една песна, Убавина се вика. Која беше инспирација за оваа песна? За оваа убавина сакав да истакна во незе да се појави таа убавина на светот. Во еден момент, во друг момент имам и кинески зид напишано. Кога сакам па кинески зид да изградам околу Македонија, па да не може никој да ја види. А вака, тој ден баш го добив чувство да ја напишам. Убавина. Македонијо, ти преубава девојко во светот. Македонијо, ти древна момо, со твојата невидена убавина, разгоре завис и љубомора. Стоиш така малечка, но сепак многу голема. Воздишките ти се тивки, покретите грациозни, налик на принцеза од бајките. За светот непозната, како благо скриена и тајна неоткриена. Заклучена во зандана, како пепелашка. Излези од соба заклучена, облечи руво македонско. Во древнина, со љубов искаено. Прошетај ни светот со твојата убавина, со милоста твоја светот да те види, душата твоја огледало да ти биди. Омраза и љубомора за навек да замри, кралеви и цареви од денешно време наклон да ти дадат и воздишки со почит да ти пратат. Со погледот твој мир во душа да им пратиш, за мир во душа да вратиш, за навек да престанат, душата да ти е параат и утробата патчат. Прекрасно, навистина. Ете едно прашање имам јас. Да. Добро, за сопругот имате некоја вака романтична песна напишана или само за Македонија? Само за Македонија, строго. Сигурно е малку љубоморен на Македонија. Јас пошто сеја околу мене сакам. Значи дрвото сакам. И Ајде сопругот. Сопругот секако, од него се потекнува. Малку и да се нашалиме, секако. Од него се потекнува, значи љубовта кога си млад. Значи си најдобар татник свој, да, сродна душа. Па потекнуваат децата. Па така. Но Македонија е секогаш тука. Македонија тука е Така. од искона до ден денешнина. Така. Јас навистина уживав во овие минути со вас и со вашиот разговор, а особено со вашите песни. Она што сите веќе после ова гостување што успеа да ве запознаат вас преку сончевина, ќе бидат сигурна сум нетрпеливи да излезе тоа CD кое што ќе биде сосема поинако од сите дела на оние останати поети кои што го прават онака како што нели цел свет го прави, пишано на хартија. Ова ќе биде нешто поинако, се надевам дека и во скоро време ќе се случи. Следното гостување ќе биде и со тој повод, па тогаш на гледачите ќе им поделиме по некој CD. Да. Јас ви посакувам да продолжите со оваа енергија, со оваа љубов во вас, со оваа позитивна енергија и секако да се видиме повторно со големиот повод кој што го имам. Така, голем поздрав и се гледаме, поздрав до сите Прилепчани, секако од каде потекнува и нашиот Георгија Атанасов.